Почитуван председател, почитуван заменик министер, почитувани колеги пратеници, јас би сакал само во насока на ова што беше кажано претходно на сочувањето и актуализирањето да кажам неколку работи во врска со она што значи берзи и што значи откуп на земјоделски производи. Мислам дека е адекватен овој предлог закон за измени и дополнување во законот за берзи. Берзите по дефиниција представуваат специјализирани пазари кај што се среќаваат три вида на учесници. Тоа се по еден продавачи, по два купувачи и по три брокери или посредници. И зошто сакав денеска баш овде да спомнам некои работи поврзани со откупот на земјоделските производи, затоа што оно што се случува кај нас е едно големо фијаско, еден голем дебакал во делот на откупот на земјоделските производи. И тоа не смее да биде на никаков начин да биде заборавено. Веќе неколку години сите активности кои што се превземаат во делот на политиките на владата на Република Македонија во делот на земјоделското производство не одат во интерес на земјоделските производители. И тоа мора децидно да се каже, без разлика дали станува збор за лозаропроизводители, дали за тутунари, оризопроизводители, овоштари. И зошто погледот го вперуваме кон Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство? Јас очекувам многу сериозен исчекор во овој правец и очекувам на една од наредните седници да пристигне конкретен предлог како да се надминат овие состојби. Секојдневно се среќаваме сите ние како политичари со земјоделските производители кои што кажуваат дека се загрозени нивните екзистенцијални потреби. Дозволете ми со еден пример да кажам во делот на тутунопроизводството, каде се вистинските пари. Ако родот тежи некаде помеѓу 100 и 107 милиони евра во ситуација кога цената на тутунот е 220 денари, сега родот ќе тежи 30 милиони помалку. И јас овде поставувам прашање каде ќе завршат 29 до 30 милиони евра во ситуација кога оваа година просечната цена е далеку пониска од предвидената. Кој треба да се грижи ако не представниците на владата и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство? Со почитуваниот заменик министер се гледаме овде малтене секоја недела. Голем дел од земјоделските производители од мојот крај, лозарите, се незадоволни, не само од она што се случуваше со откупот, туку и во делот на субвенциите. Моја должност овде да го пренесам тој револт и да кажам дека мерката 1.18 доживеа комплетно фијаско. Голем дел од оние лозаропроизводители кои што имаат промени, ако може да законот. Сега. Затоа што не ги добија своите субвенции и затоа што добија минимален износ, иако имаат направено промени. Благодарам уште еднаш на господинот Минов што кажа за катастрофалната состојба во делот на шумарството. Јас само ќе завршам и ќе кажам дека секојдневно има берба на дрва кој што е незаконска. Ви благодарам.